Добар ден, следува ново издание на подкастот на Делчево 365. Денес наши гости ќе бидат, така да ги наречам, виновници на нешто што ќе се случува наскоро во Делчево. Тоа се Никола Арсовски и Иванчо Новоселски, музичари од Делчево кои што ќе организираат нешто налик на ретро поп рок вечер во Делчево во ресторан Либеро на 13 јуни. Добар ден за вас. Добар ден. Благодарам што успеавте да дојдете и да гостувате во нашиот подкаст. Ќе најавиме нешто што ќе се случува наскоро во Делчево. Што повеќе ќе се случува, ќе ни кажете вие сами. Да започнеме прво за она што всушност ќе се случува и што всушност представува ретро поп рок вечер во Делчево. Председателот нека. Благодарам. Прво поздрав до вашите гледачи на веб-порталот Делчево. Вака, идејата тргна од Никола за правење една вечер во која што ќе се подсетиме на некогашните 80-тите, каде што групи во Делчево постоеше, тоа повеќе групи, во кои што тогаш имаше надпревар музиката. Што кои што сите на едни на други, не да бидеме ривали, него едни од други да гледаме, да се учиме и да се надпреваруваме во музичкиот дел. Тоа некако како да се подзаборави со текот на времето. И сакаме да се организира таа вечер, да се подсетиме на некогашните групи, на некогашните музичари, кои што, ако можеме да кажеме музичари, бидејќи ние обично сите беме тогаш ученици и тоа ни беше хоби на нас, музиката, но добро хоби, се надпреварувавме во свирењето. И сега дојде една идеја на Никола да се подсетиме на тоа и така тргна приказката. Значи, и кој да ја формира и кој да ја организира таа вечер. Бидејќи знаете покојниот Миле Спасовски, кој што е еден од најпознатите музичари во Делчево и во регионот, и дојдовме сите до идеја да се формира еден музички клуб Миле Спасовски. И од тука тргна целата приказка. Кога точно ќе се случува вечер и што всушност ќе биде, значи кој се ќе настапи, дали само стари групи, стари, кога велам на групи кои што сте настапувале тогаш и сте функционирале како музички групи, или ќе има и некој од помладата генерација за да видат што било музика. Благодарам, значи добар ден и од мене за сите гледачи на Делчево 365 МК. Пред се идејата беше да се подсетиме, како што рече председателот, на времето, кога сите ние се бавевме со музика и бевме гладни за музика. И тоа условите тогаш беа многу тешки за свирење, затоа што пред се ние немавме многу парични средства за да може да финансираме, да купиме инструменти. Се снаоѓавме, меѓутоа во тој период во Делчево музицираа повеќе групи. Секако дека мора да ги спомнам Црни орли, беа тие што ни беа на сите репер. Значи, како се свири, како треба да се свири, ние уживавме во нивната музика, ги слушавме постојано, се трудевме и да ги копираме. Меѓутоа, освен нив, еве, како што рече председателот, јас многу добро се сеќавам и на неговата група Пацифик. Дури во една прилика и му кажав и го пофалив, ми свиреше на полуматурската и бевме презадоволни од начинот на изведбата на свирењето и така натаму. Покрај Пацифик, значи во тој период се појави пред нас и Рок удар, кои свиреа претежно рок музика. Ретекси многу малце ги паметам, тоа се малце постари музичари од нас, меѓутоа еден од попознатите и Бранко Попчевски, кој имав среќа еве заедно со Новоселски да свириме заедно во гимназијата, така што Бранко Попчевски уствари на мене ми беше и еден од менторите кој ми допринесе и ми помогна да почнам да се бавам со музика. Една од групите Брицови деца не ги паметам, значи јас кога дојдов во гимназијата тие веќе беа заминати, меѓутоа од музичарите дознавме дека и тие свиреле. Се сеќавам на Ружди,
дека пеел и свирал, дури на една наша забава што организиравме во мотелот Сандански, дојде и пееше. На докторот Зоран дека свирал на гитара и баш ќе ми биде мило и чест што ќе настапат и тие. Од поновите групи, освен нас, Нови Талас, кои почнавме да се бавиме 84-5 година, беа и Висок напон, тоа се буквално наши колеги музичари кои што се малце помлади од нас, и у кои ќе ги спомнам Кире Цоневски и Ванчо Георгиевски, со кои Ванчо Георгиевски и денеска свириме во друг бенд, што го формиравме. Имаше ривалство, како што кажа председателот, меѓутоа многу ми е жал што не успеавме некако помеѓу нас да оствариме некои контакти да се дружиме. Не знам зошто беше тоа така, дали поради неможноста да бидеме сите заедно на исто место, дали за тоа што свиревме на различни места. И идејата потекна баш токму од тој момент да бидеме сепак една вечер да направиме, да видиме заедно, да се дружиме. Иако сме биле, како што спомна Ванчо, ривали, меѓутоа никогаш помеѓу нас немало некоја љубомора или било кој кај ќе најде тезга свиреше. И баш такав, после 30 години, 35, не знам колку време помина, сите на едно место да се собереме и за делчевската публика, тие што не слушаа, што не следеа, па и за помладите генерации, да оставиме еден белек, еден впечаток дека сепак Делчево било музички богато, имало повеќе групи музицирале, се одржували игранки, сме свиреле на различни места и да може да се видиме, да се дружиме. И јас се надевам дека еви со председателот и останатите членови разговаравме дека нема да остане само на таа вечер, ќе организираме и други вечери, а освен забавниот дел и членовите од забавните музички групи, така да ги кажам, ќе ги вклучиме и колегите што свиреа народна музика, така што тој клуб Миле Спасевски ќе опати сите музичари од Делчево кои на било кој начин свиреле или музицирале во тој период во Делчево. Тоа е и уствари идеја. Меѓутоа сега за сега само групите да се потсетиме, а наредната вечер ќе организираме заедно со останатите колеги и помладите колеги кои се надевам дека ќе влезат како членови на тој музички клуб и ќе се дружиме. Сепак дружењето е најбитно. Делчево, како што спомнавте, било богато музички. Да, сега. Секој од вас има, нели, сега друга професија. Тогаш сте се занимавали со Така. музика, сега имате друга професија. Вие сте адвокат, вие сте во образованието. Сигурно и другите си имаат своји кариери и други професии. Тешко ли беше да се соберете? Да се поите во една вечер? Вака, јас после договорот со Никола и после формирањето на музичкиот клуб Миле Спасевски, комуницирав скоро со сите кои што некојаш биле дел покојни кои што свиреле, со сите кои што биле дел од тој музички живот, сите дадоа апсолутно подршка и воодушевени за самата иницијатива за овој настан, и сите рекоа дека ќе дојдат на настанот. Сега од тие некои веќе, знаете, многу години си не свиреле, инструментот не го држеле во рака, за да Изгубиле осет. изгубиле осет и за да некои ќе бидат присутни там, да, а веќином од сите тие кои што ќе музицираме, односно ќе правиме забава на тоа. Вие сте дел од групата Пацифик. Како тогаш? Каква музика тогаш вие свиревте? Еве и за Никола, каква музика во Нови Таласи? Што свиревте тогаш, што пеевте? Па, самиот назив на самата вечер кажува дека некогаш главното нешто кое што го свиревме по игранките, тие забави, беше поп и рок музиката. Значи, народното, и Коле сигурно ќе се согласи со мене, народното ќе го свириме на крај пред да направим пауза. Иначе, главното кое што ќе го свиревме е поп и рок музика. Тогаш се свиреаше и шлагер. И интересна работа е што тогаш стварно забавата личеше. Рок-н-рол, шлагери,
Сега не малку може да се како види. да е подизгубено со новиот правец на музиката, дека немаме она класично танцување и така натаму се свираеше и валцери, кој што стварно беше забавно, во кој што се бираше најразигран пар, значи се бираше најшармантен пар и така да самата вечер си даваше еден белег во кој што стварно се собирааше млади луѓе и се забавуваше. А тоа ни беше чест на нас, а ние како Пацифик тоа го свиревме, тоа што го бара младиот народ во тој временски период. Така да тоа да биде денеска еден белег, да ги потсетиме и младите дека некогаш стварно младите се забавувале. Ја не велам дека денес не се забавувале, но имаме веќе нови тети, нови музички правци. Така, но ако можеме да забележиме, во многу забави сега на младите се слуша токму таа музика. Кој што се слушало тогаш. Нели? Еве јас ќе тргнам ако заврши председателот, како формиравме нови талас. Во тој период се појавија, за наша среќа, Плави оркестар и Црвена јабука. Тоа беа две групи кои внесоа новини во поп музиката и тие беа воедно иницијатор за да се формира и нови талас. Буквално, нашиот репертоар беше претежно, како што рече и председателот, од забавен карактер. Доминира Валентино со своите песни, Црвена јабука, Плави оркестар, свиревме нешто и од Мишо Ковач, и од Оливер Драгоевич, нели? Тие поп песни тогаш беа популарни. И сега по однос на вечерта, како што кажа и Ванчо, обично вечерите почнуваа со инструментална музика. Било кај да свириме, имавме одреден дел на неколку песни инструментална музика. Овој начин на музицирање го земавме, најверојатно Иванчо ќе се сложи, од Црниор. Значи, ние, повторно ќе кажам и ќе потенцирам дека ни беа идоли на сите. Тие свираа прекрасно, беа прекрасни музичари, пред се и многу коректни луѓе добри. Јас сум пријател, Иванчо е пријател. Сите ние, условно, ги копиравме нив. Вториот дел на музицирањето беше забавниот дел. Значи, се свиреше сентиши, се почнуваше со сентиши, потоа побрзи песни, и на крај, во зависност од потребата, дали свириме во луѓе кои што сакаат народно, или свириме во некој објект кој што нема потреба толку од народна музика, останувавме до крај со забавната музика. Например, сме свиреле во дискотека, ние народно во дискотека не сме свиреле, меѓутоа доаѓаа млади и го прифатија тој дел на музицирање. Многу интересно тоа што имавме желба и голем мотив да свириме. Значи, јас се сеќавам, нашите први почетоци беа во музичкиот кабинет во гимназијата. Ние буквално од часови, веднаш се спуштавме во музичкиот кабинет и по 2-3 сати ние бевме целите занесени, повеќе песни да научиме, повеќе песни да изведеме, за да можеме да, и условно кажано, уживаме во таа музика. И тие времења беа многу убави затоа што немаше мобилни телефони, ние се дружевме помеѓу себе, комунициравме, излегувавме, разговаравме. Сега е друг начин на музицирање и се смени буквално начинот на изведување на тие песни, почнаа да се формираат од економски аспект музичари со клавиатура, со ритам машина, со еден пеач, меѓутоа се изгуби шармот на музиката. Друго е кога ќе се сложи сигурно и Ванчо со мене, друго е кога има сите 4 инструменти кои ќе се слушат во живо, па може и некоја грешка да се подкрадне, ништо страшно, меѓутоа сега со таа електронска музика се губи шармот, се добива впечаток исто како да слушаш некој CD, музика на CD или на радио, го нема тој филинг, ја нема таа возбуда дека е стварно убаво свирено или во живо грешка. И сакав, тоа ми беше интенцијата да го вратиме тој стар начин на музицирање со класични инструменти, за да се потсетиме на тие, ја повторно ќе кажам, прекрасни времења кои за жал нема да се вратат, меѓутоа ни останаа во убави спомени. Се надевам дека и оваа вечер ќе биде добра, посебно што заборави председателот да каже, ќе нагласам, значи ние сериозно работиме, вежбаме сите групи, значи Пацифик и сите тие што ќе настапат, со тоа што поддршка, за тоа што многу од членовите на групите веќе се покојни, имаат поддршка од нашиот бенд, што е формиран сега Топ бенд од Скопје, иако е
скопски бенд, меѓутоа ние сме музичари од Делчево, јас и Ванчо, ќе го спомнам Дејан Митевски од Каменица и Зоран од Скопје, бубњар кој има и наше потекло, мајка му од Разловци, така што во позадина ќе биде нашиот бенд, ние активно вежбаме и свириме за душа, меѓутоа имаме и неколку настапи и во Скопје. Сега последниот пат бевме задоволни, бевме на отварање на објект во Голак. Свиревме за 1 мај, не слушнаа и делчевската публика, ова ќе биде втора можност и начин да се представиме и да покажеме, значи, како ние сега да остваруваме таа музика. Јас ви посакувам успех со новата група и дај Боже Благодарам. и младите да ја прифатат вашата Дури еве да не иницијатива и заборавам, вашата- значи ние веќе имаме и снимено 2 песни со групата, студиски, Топ женска и Бескрај за крај, ги има постирано и на YouTube, баш преку вашиот портал Делчево 365. Голема благодарност и до Валери кој ни дава несебична поддршка и ни поддржува. Имаме една многу убава инструментална композиција Рапсодија во плаво, во која Валери по негова иницијатива даде многу убави кадри од нашиот Голак, прекрасниот Голак кој сите ние го сакаме и го посетуваме и ни останува во срцето. Така што сакаме да оставиме белег за да се види дека еви ние од Делчево и музичарите од Делчево можат да придонесат, да компонираат и да остават некои трајни вредности кои ќе останат и за помладите генерации, да се види дека не случајно сме свиреле, не случајно бил залуден нашиот труд да сме свирели и што сме уживале во таа музика. Така, и што сте ја поминале младоста во музиката. Така е. Кога сме веќе кај младост и кај минатото, некоја анекдота да ми кажете од тоа време, што се случувало, нешто интересно, сигурно имало многу закачки, многу случки. Интересно беше што ние немавме ги таа технологија, процесори, педали. Имавме едно појачало, 2 појачала за нас и тоа тапани гитари во кои што ако се случи некоја грешка нема поправење. Подобро сите Да заеднички да продолжиш, фалшираат, да. него некој така да сега што велите вие за случки, има многу случки. Сигурно. Сега ќе кажам една случка во Панчарево. Ние свириме инструменталка на почетокот на игранката. Влегува една жена пијана и уште од влезот шишето и право пред нас пред бина банга свирете бе. Тритот И јас велам стоп. Кажи која да ти свири. И почнеме да свириме по желба тамо народно. И има многу случаи такви кои што стварно се интересни дел се од тој музички живот, тоа беше од тие и од игранки. вашата младост. Да. Да се навратиме сега повторно на организацијата на вечерта. Кажете ми, има ли сега каде да вежбате? Еве спомнавте дека веќе се собирате, бидејќи секој сте на различна страна. Каде сега вежбате? Каде се собирате? Ајде, добро, во ред. Значи, бидејќи целиот настан ќе се случува во ресторанот Либеро, газдата мора да го пофалам Заки Стојковски, ни излезе во пресред и несебично ни помогна. Во неговиот објект се наместени комплетна опрема на разлаз, инструменти и делчевските групи имаат можност да песните кои сме договорени што ќе ги свират, да може да ги вежбаат. Веќе остваривме неколку проби, Пацифик минатата сабота оствари проба тука во ова. Ние, пошто сме во Скопје, ќе бидеме придружен бенд на сите групи и ќе ги поддржуваме. Ние тоа го остваруваме во Скопје, значи не секоја еднаш во неделата имаме просторија кај што вежбаме. Ги вежбаме сите тие песни кои ќе настапат делчевските групи, значи за да бидеме спремни сепак тоа да биде на едно повисоко ниво. Однос на вечерта, значи договорено е во последниот ден пред да се одржи настанот сабота на 13. Повторно да имаме сите групи генерална проба во ресторанот Либеро, за да заличи тоа стварно на една манифестација која ќе доликува на нивото и реномето што ги имавме сите делчевски групи. Однос на програмата, не знам дали ќе се согласи председателот со мене, значи програмата ќе има уводен дел, кај што ќе се даде краток историјат на секоја музичка група која музицирала со членовите на музичките состави.
Подготвуваме плакети за покојните музичари, кои ќе добијат едно посебно признание од сите нас и од музичкиот клуб Миле Спасевски. Подготвуваме статуетки за живите музичари кои се истакнуваат од нас тие, како да кажам, по обичните музичари кои имаат посебен допринос за делчевската музичка сцена, нема да ги кажам, нека остане тајна. Со тоа што се договоривме за да остане траен белег од овој настан за сите музички групи, има посебна плакета и признание, која плакета ќе биде потоа оставена во траен спомен во општина Делчево, во посебна соба, музичка соба, што ќе направи, тоа е со благодарение на председателот и неговиот ангажман. На почетокот е договорено, значи, група ТОП да има настап од 45 до 1 час програма со композиции кои ние и песни кои ние ќе ги изведеме, повторно ќе кажам поп-рок, потоа настапува официјалниот дел кој што секој од музичките групи ќе настапат со по 3 номери по сопствен избор и на крај има некои изненадувања кои нема да ги откривам, се согласува најверојатно и председателот со мене, за да сепак нели да не откриеме, нека биде некоја мистерија, за да можат да дојдат што поголем број на наши сограѓани, да не слушнат и да уживаат. И јас верувам и се надевам дека сите кои ќе дојдат, еве ве покануваме и вас, Валери веќе поканет, бидејќи он ќе биде составен дел од музичкиот настан и постојано не следи. Јас повторно ќе кажам голема благодарност за неговата поддршка што ни себично не ја дава и мислам дека ќе биде вечер за паметење која ќе се раскажува. Ама се надевам дека нема да биде единствена. Јас се надевам дека ќе продолжи наредните години. Да се надоврзам на колето. Да, секако. Значи некако самиот газда на Веро Зоран Стојковски, тој беше дел од музичката група Рок Удар. Тој беше и дел од организацијата на самата музичка вечер и прифати, значи, да биде во неговиот локал, во неговиот ресторант. Се однесува до статуетките што спомнав, значи статуетките ќе одат на луѓе од Делчево, кои што не само допринеле за музиката денес во Делчево, пошироко на државата. Тие се веќе светски музичари, кои што настапувале во светски метрополи и дале допринос и така мислам дека се заслужни да бидат наградени од музичкиот клуб. По зборувањето, мисля, че ќе биде голема вечер, че ќе се случуваат многу работи и концепцијата навистина е нели голема. Кој се ви помогна во сето? Сигурно сами не можете тоа да го спомнавте статуетки, спомнавте благодарници, нели? Па вака, се најдоа некои спонзори во кои што дозвана да помогнат на самиот настан. Ќе го спомнам и градоначалникот на општина Делчево, му предложи, му објасни што ќе се случи во Делчево, тој го прифати и рече браво за самата иницијатива, значи Делчево, градоначалникот на општина Делчево Иван Грцевски. Така да, главната организација и главниот терет е на музичкиот клуб Миле Спасевски. Тука сме неколку членови, скоро и тие членови свириме во групите и пак да го споменеме Валери, кој за себично ни дава дршка и поздрав и до вас, кој што подкаст давате една ветер во грб, кој што треба да, ако немаме ние вакви медиуми, за кои што треба да ги запознаеме луѓето што ќе се случува, тој на таа вечер, тогаш понапред ги правевме плакатите, кој ќе има игранка, знае коле, ќе ги нацртаме плакатите и ќе ги разнесуваме по селото, по градот, а сега имаме медиуми кои што ни дават стварно поддршка. Каква ќе биде самата вечер, со покани, со карти кои што ќе можат негде да се купуваат или ќе биде? Значи, карти Да се знаат продаваат граѓаните, веќе, нели, се како ставени, да. ние известивме дека карти се продаваат, неки се продаваат во рецептите Риверо.
Така да картата нема да биде значи влезот, него картата ќе биде мени, она што луѓето ќе си дојдат, тоа што ќе биде мени, тоа си го плаќа. Значи не е посебно карта за влез, дека влезот се плаќа на нас, него картата ќе биде мени. Само да се надоврзам, значи ние сите свириме бесплатно. Значи никој од нас нема да биде платен за таа вечер. Тоа е се на база на ентузијазам. А влезницата ја ставивме популарна, односно картата, за да може секој да дојде, со тоа што како што спомна и Ване. Значи во картата е влезено комплетно мени, без пијачка, затоа што сметавме дека да не ги оптоваруваме луѓето со пиење, секој ќе си порача тоа што сака да го пие и ќе си го плати. И повторно ќе кажам, се трудевме да ставиме некоја популарна цена, не многу висока, за да можат поголем број да дојдат, да слушаат и да уживаат. Воопшто не ни беше целта да заработуваме на таа вечер или некој од нас да биде платен. Јас повторно ќе кажам, ние доаѓаме од Скопје, значи комплетниот бенд. За мене и за Ванчо не е проблем, ние сме и тука, свириме и во делчевски групи, јас во Нови Тал сум во Висок напон. Меѓутоа, еве, несебичен допринос даде и Дијан Митевски од Каменица, кој сепак ќе дојде на таа вечер, ќе го даде и својот музички дел. И повторно ќе кажам, бубњарот од Скопје, Зоки, кој ќе сака и значи сето тоа е на база на волонтерство, на доброволна основа, да ни помогнат бесплатно, за да може да успее ова вечер и да биде како што треба и како што е замислено. Се надевам дека ќе успеете во тоа што сте го замислили и не се сомневам. И ние се надеваме и дека ќе продолжиме понатаму. Да, и дека ќе уживаат сите кои што ќе дојдат, ќе се потсетат нели генерациите, вашите генерации на она што некогаш се свирило и се пеело, а младите ќе ги потсетиме на што е вистинска нели. Што е вистинска музика, јас повторно ќе кажам, не ја подценувам сегашната музика, секое време си носи свое. Меѓутоа, еве, имаме прилика сите веќе во Македонија дајат многу познати музички групи од бившата Ексио, дајали Риблја чорба и Прљево казалиште и Парни ваљаки и така натаму. Меѓутоа, тие го задржаа тој музички дух на свирење на цел бенд. Значи не доаѓаат со синтесајзер само и со пејачи, меѓутоа доаѓаат цел. Уживањето на таквите концерти и во слушање на таквите групи е нешто посебно кое не може да се опише, може само да се доживее. И затоа токму тоа сакаме да го направиме, да сватат, пошто повторно ќе кажам, мислам дека во Делчево последните неколку години од кога се расформира и Црни орли, веќе не постои група која дошла со комплетни инструменти, јас повторно ќе кажам, се држат и во Валиум, убава е таа манифестација што ја поддржуваат со рок групи, меѓутоа доаѓаат две гитари и бубњеви, клавиатури, па јас тука што живеам, гледам, не сум приметил, поинаков е филингот кога сите инструменти ќе бидат присутни на една музичка мелодија, отколку само со едно или две. Меѓутоа најверојатно, бидејќи одржувањето на такви музички групи е релативно скапо, сепак нели треба комплетен разлаз, комплетна опрема, музицирање за 4 или 5 луѓе, сепак се применува сега на многу поедноставен и по ефтин начин да еден или двајца да формат бенд и да настапуваат. Повторно ќе кажам, сепак тоа повеќе заликува на слушање на музика од CD или на радио, отколку во жив бенд кај што се случуваат и грешки, кај што се случуваат можности и да се уклучи некој да пее и така натаму. Мислам дека доловивме поголем дел од тоа што ќе се случува. Ако имате уште нешто да додадете ве за нешто што би требало гледачите да го знаат. Јас сема, ако ми дозволите, значи повторно ќе пуштаме еден апел до спонзорите. Значи, ние не бараме, ќе потенцирам пари за нас за свирење, меѓутоа има трошоци околу наградите, има трошоци околу организацијата која изискува значи парични средства, доколку се во можност од делчевските бизнисмени да помогнат во што поуспешен настап и остварување на целта која пред се ја поставивме.
кој колку може и кој колку сака, нормално, ние сме отворени за соработка, дури и за рекламирање на спонзорите, да се јават или кај председателот или во Либеро, така што секоја помош, колкова и да и каква и да е добре дојдена. Дури ние прифаќаме и идеи, ако некој сака да помогне со идеи кои се остварливи, значи не сме затворени, прифаќаме идеи, прифаќаме комуникација и секој добронамерен е добре дојден. Така. Значи, самата ретро рок поп вечер. Не ја оставаме 13 јуни да го забораваме. Понатаму сакаме да остане тоа традиција во кој што може да се вметне и во програмата Делчевско културно лето, да биде дел од програмата на Делчевско културно лето. Да се случува и на отворен простор, каде што ќе видат, и да се вклучат, и апелирам, да се вклучат млади луѓе, кои што ќе бидат дел од музичкиот клуб. Не е тоа затворен клуб во кој што толку тие има 20 луѓе и тие ќе го водат клубот. Дури имаме план да изработиме проект. Јас веќе и разговарам со луѓе кои изработуваат проекти, за да обезбедиме инструменти, да направиме музичка соба, каде што младите можат слободно да дојдат да музицираат, Така, да бидејќи има вежбаат. млади кои што сакаат Да, музика да, и се тоа талентирани, а немаат можност, Да. нели тоа сакате да го кажете, Да. за да им овозможите. Да им овозможиме да слободно, музицираат. бидејќи убаво Преска рече коли ние многу се мачевме додека да почнеме со појачал и така. Значи да обезбедиме како музички клуб, да обезбедиме инструменти преку проекти. Да И им за да олесните се- на млади. Да им олесниме на младите да свират и да биде една традиција во Делчев, да остане традиција, потоа младите да го спроведат. Да го вратиме повторно оној дух на свирење на групи. Затоа е идејата, значи, убаво кажа председателот, јас мислам дека и тоа ќе остане за некој нареден пат, меѓутоа убаво што го спомна. Значи, ние нема да застанеме тука, затоа и реков, спонзорите кој колку може да помогне, значи, тие парични средства се добредојдени, нема да бидат злоупотребени во никој случај, ќе бидат купени инструменти и ќе им биде овозможено на сите тие кои сакаат да свират во музички групи, имаат желба, имаат можност, да се пробаат и понатаму да продолжат ако имаат нормално желба и можност. Им дадеме затоа што на нас никој не ни дал можност, ние се снаоѓаме, имавме многу мал број на инструменти, си позајмувавме помеѓу себе, сепак и покрај ривалитетот ние можеби не се дружевме толку многу, меѓутоа знаевме да излеземе во пресред, да позајмеме и микрофони, гитара и клавиатури и така натаму, меѓутоа сега да оставиме инструменти на кои ќе се вежбаат и тие групи подоцна што ќе сметаат дека можат да продолжат понатаму, да им се овозможи и сами да се купат и да продолжат. Посебно ќе ни биде чест и задоволство некој да не наследи во начинот на музиката. Иако, како што спомнавте и прегаска, значи XU поп рок музиката се уште трае, Да. не е заборавена. Еве го последниот пример ќе го спомнам овој малиот Јозиновиќ, Давор ли беше, како беше? Значи со една песна, балада, шлагер, направи бум во Југославија, затоа што мислам дека и југословенската музичка сцена, југословенскиот народ, посебно ајде, да не ја одам толку пошироко, и македонскиот народ се желни, гладни за таа поп рок музика која полека сакале да признаеме или не, одумира, а народот сепак уште ја бара и ја И ја сака. слуша. И многу млади ја слушаат. Да, музика па еве, на нивните слушам и тоа на можеме забавите било каде Да, во Делчево, да. кој ќе поминам тука некои групи кои што ќе дојдат потоа, ќе кажам 20 или 30, не е битно, се слуша и Риблија чорби, Да, парни ваљки, први оказалисти и црвена јабука. Значи Ја знаат оваа младите музика, таа да, музика, и ги знаат трае тие веќе песни, 40 години. Значи не се заборава, дури еве сите знаете и по кафичите веќе Накси радио посебна пропагира таа музика, и XU посебен канал има, и мешани композиции, што значи дека нашиот народ се уште ја сака и ја бара таа музика со која сме израснале, која ни останала од длабоко сеќавање. Па сме били заљубени и ташни, нели председател? И уживам. Реков на почеток. Да.
Морам да ве пофалам, многу ви е убава замислата за ова што ќе се случува во Делчево. Благодарам. Вечер на ретро-поп рок музика. Ви благодарам за гостувањето, ви благодарам за тоа што успеавме да доловиме за тоа што ќе се случува на 13 јуни, во колку само часот не спомнавме? Од 20:30. Од 20:30 и да ги поканиме сите делчевчани, па и пошироко кои што сакаат. И ние сме свирени на пример и во Берово, и председателот ќе се сложи, и Пекчево, Виница, Каменица, сите нека дојдат, значи регионот, пошто клубот Миле Спасевски не е делчевски клуб. Миле Спасевски беше музичар кој свиреше низ цела Југославија, па имаше настапи и во Бугарија. Беше познат, така што има свирено и во Берово, и во Пекчево, дури јас се сеќавам кога почнуваше и на Јадранското море, во Умак има свирено и пошироко, така што сите се добре дојдени да дојдат да се дружиме и да уживаме во таа музика која што свиравме и која што сакавме и да биде едно стварно задоволително ниво. Така, се надевам дека успеавме да кажеме она што сакавте вие да кажеме и да пренесеме на гледачите. Делчево 365 има следбеници и не само Делчево, многу пошироко, така да ќе слушнат многу луѓе за она што ќе се случува во Делчево и се надевам дека ќе дојдат нели да видат што се наумиле. Се надеваме и да уживаат. Имаше една реклама, вика да подобро да дојдете да слушнете отколку да ви раскажуваат. Така. Благодарам уште еднаш. Благодарам на гостувањето и се надевам дека ќе се видиме секако и во наредна прилика за истата цел. Ние сме отворени за соработка и за комуникација за се што треба и што. Ви благодарим уште еднаш. И уште еднаш да апелирам до граѓаните во регионот, не само во Делчево. Широко дојдете да се забавуваме на 13, да се потсетиме кашната младост, а младите да видат како сме некогаш ние пееле во еден музички звук. Благодарам уште еднаш. Ова беше, драги слушатели и гледачи, подкастот на Делчево 365. Се надевам видовте, слушнавте што ќе се случува на 13 јуни во Делчево, па се надевам дека ќе дојдете и ќе уживате. Се гледаме во наредно издание на подкаст.